Се задржуваме денеска на овој 26 ноември и нашата утринска тема на која што го ставаме каде што фокусот всушност не е нашиот македонски јазик, нашето богатство на кое што треба да го чуваме и негуваме, но како го чуваме, дали го чуваме добро, дали го негуваме и дали го говориме онака како што треба. Да, ќе нотираме неколку всушност клучни точки, неколку ни се да речеме и главни теми поставени, мајчиниот јазик во крстосница, некој од нас можеби се прашува дали можеби автентичноста може да опстане во свет на тие глобални влијанија и навистина може ќе кажеме на невидлива промена, која што особено може да ја забележиме кај помладата популација, како англизмите го обликуваат секојдневниот говор кај младите, поучени од искуството, секој од нас може нели да слушне на булевари и улици како веќе конверзираат, можеби или разговараат младите. Во име на темата официјално споминавме дека доктор Борче Арсов, научен советник и редовен професор ни е на гости, меѓутоа во име на овој 26 ноември, всушност нашата Марија Коцева, која пред малку беше на линк, направи анкета помеѓу вас, нашите сограѓани, па вашето мислење апропо и денешните теми. Дали користите англицизми во секојдневниот говор и колку тие штетат според вас на македонскиот јазик? Па користиме поради работа, нормално нели, поради некои други прилики, меѓутоа мислам дека младите многу повеќе го користат и дека тоа е огромна штета највеќе за нив, а секако и за јазикот. Да, користам. Ретко. Сметате дека младите се почесто користат англицизми? Да, користат се почесто, да. Да, користам. Сметате дека тоа штети на македонскиот јазик? Дефинитивно многу штети, јас така мислам. Од кој аспект? Од кој аспект дека го губиме нашиот јазик? Од самиот аспект дека многу луѓе денес може да им текне некој збор на англиски, а не на македонски. И тоа на самиот начин го губи јазикот. Ја сметам дека треба помалку ги користим. Па мислам дека штети. А сметате дека младите почесто ги практикуваат? Нека практикуваат, али македонскиот го не го забораваат. Значи сметате дека тоа штети на нашиот јазик? Па ако го заборават, штети. И така. Зависи кога се користи, зашто се користи. Од примената сепак на реченицата што ја кажува некој. Па морам, имам две деца на возраст 10 и 9, така да. Значи и младите користат? Младите и тоа премногу, за мој вкус. Сметате дека тоа штети на некој начин на македонскиот јазик? Па убаво би било децата да го знаат прво и пред се својот јазик, да го научат како што треба, тек потоа да користат нели интернационализми, англицизми, било што. Секој ден. Сметате дека тоа штети на македонскиот јазик? Да. Кои англицизми најчесто ги користите? Најчесто зборови, не знам, кои не ми доаѓаат на македонски, не знам, можам да кажам, на пример, како, like. Дали англицизмите штетат на македонскиот јазик? Па искрено мислам дека и не баш, поради тоа што најчесто децата меѓу себе си го користат тоа, иначе јазикот си го говорат правилно. Дали младите според вас често користат англицизми, странски зборови, англиски зборови и дали тоа му штети на нашиот јазик? Му штети апсолутно и за себе лошо право. Они би требало кога двајца знаат англиски за да го научат добро да си разговарат, нели? Али овака неколку хубави работи апострофиравме дефинитивно нели во оваа анкета и со Ивана тоа го споменавме дека младите дури и размислуваат на англиски, па токму затоа некој пат имаат потешкоти да им тикнува прво англиски збор, па потоа отколку македонскиот. Како и да е, во денешното издание на утринската на Телма за еден од најголемите предизвици што му се случуваат на македонскиот јазик последнава деценија или последниве години, се поголема навалица на англизми кои што ги има можеби во начинот на секојдневното изразување. Доктор Борче Арсов, научен советник во Институтот за македонски јазик, во една прилика така најавив дека можеби вие од институтот, особено секако и можеби новиот кадар како ти, доктор Борче, сте можеби бастионите на македонскиот јазик или чуварите на македонскиот јазик. Сега ние веднаш ќе се подпреме на што беше во анкетата. Не изненадуваат одговорите, ама интересно дека штети, ама сепак го користиме англискиот во секојдневниот говор. Добро утро, добро ни дојде во утринската. Добро утро, добре најдов уште еднаш и уште еднаш благодарам за поканата. Те препоставам изненадија, не бидејќи си во постојана релација со млади студенти, препоставам дека можеби и често ги мапираш можеби вака како обсерватор од оваа страна дека јазикот се сквернав и практично секој невието нив пополнети ми е со англизмите.
Така, добро, ние се знаеме и знаеме дека јас не ги сакам многу тие зборови сквернави, се бори, го брани и така натаму, иако на воведната реченица би сакал да кажам токму дека основната задача на Институтот за македонски јазик е афирмацијата на македонскиот јазик и ние сме таму за македонскиот јазик, така тоа е институт и вработените се за македонскиот јазик и она што го правиме е посветено целосно и само на проблематиките поврзани со македонскиот јазик пред се проучувањето, истражувањето, така, но имаме и настава на втори на трет циклус студии и организација на секакви, па дури и популарни некогаш настани за промоција и, како што реков, афирмација на македонскиот јазик. Врзано со анкетата што ја погледнавме, не ме изненадија одговорите, иако само недостасуваше можеби уште едно подпрашање што правите вие во врска со тоа, бидејќи ако ги прашаме ние, особено помладите, мислам дека без исклучок сите рекоа да, користам англизми. А штети сепак. А дали мислите дека штети? Да, штети. Добро, што правите вие и дали мислите дека можете нешто да направите или некако да придонесете во тој правец? Можеби ќе добиевме интересни одговори. А ова друго што го добивме е нешто што е очекувано, сега, ајде да кажеме за жал во еден контекст. И реално, да. Но ако ги прашаме и да особено помладите, верувам дека во тие години приоритет е оно кое што е тренд и тоа кое што го прави друштвото. И како првиот, така другиот нели велиме и тоа си води толпата или друштвото. И веројатно на тоа е резултатот. Но кога велите афирмација или нели учење, промовирање и залагање за изучување на македонскиот јазик и негова честа и правилна употреба и примена во секојдневната комуникација, верувам дека ќе се согласите дека порано и додека ние студиравме и учевме и нели пред генерациите пред нас беше многу полесно да се афирмира и да се учи, па и да некако се постигне некој резултат токму во таа афирмација. Денеска, вие како професори и оние кои што работат на институтот се соочуваат со поголем број предизвици во однос на таа афирмација, заради тоа што тука имаме отпор од прво дигиталното време во кое што живееме, глобалните трендови и оно кое што меѓу другото е најголема, да кажеме, закана, а тоа се различни не само англицизми, туку и зборови од други јазици кои што ги применуваме во секојдневната комуникација. Па што правите вие во однос на тие предизвици и таа афирмација која што веројатно треба да биде малку со поголем интензитет во денешно време? Така, па јас прво ќе се согласам со се што кажавте и ќе се надоврзам во контекст на ова со одговорот и на една од анкетираните господи во анкетата. И многу убаво кажа дека да, се користат англизмите, меѓутоа треба да се знае кога, во кој момент и каде би можело и би било погодно, ајде така да се изразам, да се искористат англизмите. Јас постојано на оваа тема многу пати сум зборувал и јас и моите колеги од институтот, но и пошироко, од сите поврзани значи со оваа дејност и врзана конкретно со афирмацијата на македонскиот јазик, па јас би рекол дека во принцип секогаш треба да се има предвид кој јазичен израз ние го анализираме и како треба да се пристапува кон конкретно го споменавте јазикот на младите. И многу често јас мислам дека и непотребно се настапува со голема критика кон тоа, особено ако се анализира јазикот на улиците или еве како што спомена и Марко на булеварите или можеби па дури и социјалните мрежи кои што колку и да се тие јавен простор сепак се донекаде и полуинтимен, ајде така да кажам, приватен простор, каде што јазичниот израз треба да биде опуштен. Ние кога разговараме зад камерите, тоа постојано го кажувам, не се очекува и не би требало да се очекува од нас високо ниво, висок стил, стандарден јазик и така натаму. Но, онаму каде што треба, на медиумите, јас конкретно секогаш го кажувам, бидејќи сме и во еден таков контекст, во една таква ситуација во моментов, во институциите и во образованието, таму е задолжително и е пропишано со закон, таму мора да се користи стандардниот јазик. И во контекст на прашањето што правиме ние, јас ги споменав многу од само ги нафрлив како настани, како случувања и како активности на Институтот за македонски јазик и еве во тој правец би го споменал она што последно се случуваше, не сопираме така. Еве 10-тите јубилејни отворени денови на Институтот за македонски јазик, јас ја имам таа среќа речиси од самиот почеток да бидам не само во присутен,
односно вработен во институтот, туку и во организацијата на тие отворени денови, така што тоа е еден многу убав начин да се промовира и да се покаже пред јавноста што се прави на оваа тема, на темата на афирмацијата на македонскиот јазик. И тоа трае тие отворени денови траат цела недела, така беше и во овој случај, беа од 10 до 15 ноември, при што одбележуваме значајни јубилеи, тргнувајќи од оној 10 мал јубилеј, 10 години така отворени денови на институтот, оној голем јубилеј 80 години од усвојувањето на македонската азбука и македонскиот правопис, односно завршувањето на кодификацијата на македонскиот јазик во 45-та година. Понатаму одбележувавме јубилеи од раѓањата на некои наши познати, значајни вработени дејци на полето на македонистиката. Еве, ќе ги споменам што веќе ги кажав, така 100 години од раѓањето на Трајко Стаматовски, 105 години од раѓањето на Божидар Видоевски, 80 години од раѓањето на Зденка Рибарова и 60 години од раѓањето на Убавка Гајдова. Тоа се едни од клучните ликови и во минатото кои што работеле на оваа работа, и факт е дека било полесно, меѓутоа било полесно затоа што јас би рекол и не сме имале многу избор во поглед на она што нам ни се нудело и од медиумите и од денес глобализацијата преку дигиталниот свет. Може било поригидна таа форма, да речеме, нели на времето, сега имаме мал милион субститути медиумски кои што можат нели да ја пренесат работата на институтот. И тоа се случува, еве, ова е еден од начините како ние кажуваме што правиме, меѓутоа јас исто така не сметам дека ова е најдобриот секогаш начин како ние да го афирмираме и како да им објасниме на младите, бидејќи конкретно еве и на нив ќе се осврнеме, најмногу се надевам и повеќе ќе зборуваме понатаму на таа тема и англизмите и слично, но има и други начини кои што би можеле да размислуваме, и не е тука само образованието, иако тоа е првиот чекор, тоа е многу важен, и не е тука само да се наметнува, бидејќи свесни сме дека не би требало тоа да се случува, да биде наметнато, односно да биде со сила. Така, затоа што се што е наметнато, вие знаете дека има спротивен резултат. И само во контекст на уште нешто, во однос на самиот концепт на работа, кога зборуваме за студентите или за нели младите луѓе, генерациите кои што носат иднината и кои што треба да го чуваат и пренесуваат македонскиот јазик. Ние не можеме да ги обвинуваме заради тоа што живеат во такво време, и нормално е дека употребата или изучувањето на англискиот јазик се случува дури многу порано пред да започнат со образованието. И тоа е од страна на различни влијанија, дали е преку одредени ТВ серии, дали е преку цртани филмови или преку нели содржини кои што ги имаат, им се достапни на интернет и така натака. Значи има влијание уште пред да се започне со образованието. Во смисла, прашањето ми е, ако досега сме имале одреден и имаме одреден концепт или системот образовниот тоа така го решава и преку работата на институтот, дали сметате вие дека треба да се случи една трансформација, една промена која ќе донесе резултати, не да ги како да речам одцеп младите од изучување на англискиот или употребата, туку едноставно да се направи една дистинкција или во употребата, ако сакаат да го говорат или во комуникацијата со нивните пријатели да го вежбаат англискиот, тоа да го прават, но истовремено и македонскиот кој што треба да го зачуваат таков каков што е, затоа што сме сведоци на мешано зборување, македонско, англиски. Дали треба конечно да има некоја промена во самиот концепт, во сето тоа кое што се нуди на младите како... Простиот одговор би бил да, секако треба да има промена, секако треба да има трансформација, меѓутоа се што е радикално исто така има спротивен ефект и спротивен резултат, но промена, тоа повторно јас нагласувам, треба да се случува онаму каде што треба, каде што се очекува стандардниот македонски јазик. Вие ги споменавте младите и ги споменавте пријателите, друштвото. По дефиниција на секој млад човек е да биде различен, да биде поинаков. Автентичен на свој начин. Така е, да се разликува од другите генерации, па некогаш и да биде таен, така тој јазик што го користи, и тоа не е ново, не е ова ново со англискиот јазик. Некогаш тоа беа превладува србизмите, некогаш било со турцизмите, така. И вие кога ќе размислите, тоа е нешто што е очекувано во сите јазици и во контекст на на сите јазици во светот. Англискиот јазик не е условно кажано закана или уште подобро предизвик само за македонскиот јазик. Тоа е глобално, тоа е јазикот на глобализацијата и се
среќава, односно сите јазици во светот се среќаваат помалку или повеќе со истите проблеми, но постои разлика во начинот на соочување и колку секој јазик или уште повеќе секое општество е подготвено да се соочи со тие предизвици. И да се вратам повторно на прашањето, да, јас лично сметам дека треба да се работи на трансформација, но таа не може да биде од денес за утре или така кажано преку ноќ, но треба да се прави да се размислува како тоа системски полека, но сигурно да се внесува, бидејќи не е само македонскиот јазик. Вие ако ги земете младите, особено еве во основното образование, па добро, веќе и на факултет се стигнати некои генерации, тие веќе имаат кај нив е предизвик да се задржи вниманието. Вие денеска имате овие куси видео содржини што популарно рилс ги нарекуваат. Значи, тие го држат вниманието 30 на 40 секунди до 1 минута. И сега вие на некој кој што е научен на постојано да има различни содржини, кога ќе дојде на 45 минути колку што трае еден училиштен час, и кога ќе дојде тој ученик таму, вие ќе треба да се научите постојано да го менувате фокусот за да го задржите вниманието. И сега замислете тоа на факултет каде што не би требало да биде така, каде што имате блок часови од по 3 часа, час и половина, дали се тоа предавање или вежби, како иако таму не би требало да зборуваме веќе за недостиг на внимание, но за жал се случува и таму. Како една професорка на времето помнам кога вели за да го одржам нивото постојано да има некакви убави импулси, осцилации во мојот час, мора да биде како еден музички концерт. Да речеме кога имате 6 убави музички химни на некој одреден пејач кој што ги метнува во својата агенда или во сред концертот за да останува постојано да има имено. Така што денеска изискува енергија особено за просветните работници да го одржат вниманието, а пропознали за брзото темпо и дигестијата на овие конкретни проекти кои што ги гледаме. Јас тоа го споредувам со глума, со актерство, бидејќи тоа е на некој начин вие имате настап кога им предавате на студентите или на учениците кога ги учите. Значи тоа мора да е подготвено, така, сега не под сценарио стрикно, меѓутоа постои програма која што треба да се следи, но начин како апсолутно за да им пристапите. Се чувствува и вниманието, па дали го има, дали го нема и според тоа. Тие се публика меѓу другото, така. Имено. Кога ги споменавме пред да продолжиме секако за оваа невидлива промена, ги споменавте и отворените денови, како го менуваат можеби односот конкретно овие отворени денови меѓу јавноста и научната работа на институтот и може ли ваквиот модел да ја зголеми јазичната свест, да речеме, еве, кај заедницата, генерално? И колкав е интересот? И под прашање ќе биде колку денес институтот дозволува го искористи можеби YouTube-от како субститут медиум и така натаму каде што би имал некаква поинаква интеракција. Еве се популарно се подкастите, дали институтот можеби размислува во таа насока каде што малку повеќе би дали можеби корпусот од луѓе во институтот би направил некаков таков преседан, ајде да речам. Па добро, знаете, тоа е малку сега ние имаме и да кажам искусни колеги во институтот и помлади за среќа и тоа од скоро време една поголема група помлади научници и еве во тој контекст јас можам да се пофалам дека конечно имаме една Facebook страница така која што се ажурира постојано, работиме и на подновување на интернет страницата на институтот, така што во тој правец тука некаде се движиме. Сега може да има некои објави на YouTube и слично. Меѓутоа, во поглед на отворените денови, главно си се држиме до традиционалните медиуми за сега, освен овие што ги набројав, нели, нашата интернет страница и Facebook страницата каде што објавуваме, нели, што има ново и кои се настаните што се случуваат, така што ние се уште до некаде се држиме на тие традиционални работи, но во право сте, може би треба да се размислува и во тој поглед да се искористат тие средства за да се допре до младите. Иако, јас мора да нагласам дека основната работа на институтот е научната дејност. Така, ние се занимаваме со многу по суштински работи и научно истражување на јазикот. Од дијалектологијата, лексикологијата, еве конкретно ја со историјата на македонскиот јазик, а сега младите да ги заинтересирате за историјата на македонскиот јазик, освен за оние работи кои што треба да ги знаат, тоа не е баш лесно, па вие ако сакате и направете не знам колку видеа на YouTube или овие рилови како сакате. Меѓутоа беше еве да речам, нели, бидејќи секој пат
од нас бараат некоја новина, дури и во традиционалните аспекти, нели, форма на изразување, институтот се додржува на тие, да речеме, постулати и темели, ама оттаму беше и прашањето дали некој пат би можело, дали ти, Борче, или некој друг од институтот би се појавил на таков, дали се размислувало можеби некоја во таква форма? Па не можам да зборам од името на другите, но за себе би кажал апсолутно, да. Зошто да не? Зошто да не? Јас конкретно, бидејќи тоа е врзано и со едно од прашањата кога разговаравме пред емисијата, тоа е поп културата, на некој начин и поп музиката конкретно, јас еве ќе го споменам и сега тој пример, значи јас честопати нашега велам, тоест не нашега, најпрво велам, ако еве имаме навистина многу добри, па можам да кажам слободно поп звезди, така поп пејачи кои што артисти, така се гледа дека многу време и енергија вложуваат во својот изглед, во својот настап, во музиката, без разлика дали некому му се допаѓа или не. Меѓутоа навистина се гледа тој напор, тој труд. И јас секогаш велам барем една третина, ајде една четвртина да кажеме од тој напор да внесуваат во својот јазичен израз кога настапуваат, даваат интервјуа и така натаму, би било одлично. Меѓутоа тоа некаде гледаме мали, да речеме, импулси како би рекле, но некаде навистина отсуствува тоа. И јас тука се враќам на она што го реков, јас честопати нашега велам, еве јас ќе волонтирам, ако сака некој од овие сега, бидејќи тие немаат време, нели сега се многу зафатени. Текстописец можеби. Не, текстописец не би се нафатил да бидам, меѓутоа еве да поработи, ако посака да поработи, велам на тој јазичен израз кога еве дава интервјуа, гостувања, тие се многу почести во медиумите отколку ние и би требало да биде така, нели? Заради тоа што тоа е целина на целокупната личност, успехот и тоа што го прави. Апсолутно. И не смееме да заборавиме дека тие во поп културата најшироко гледано, но и потесно е во поп музиката, тие се нечии идоли. Тие се идоли на младите генерации. Тие не само што гледаат како тие изгледаат, како пеат, како се однесуваат, туку и како зборуваат. И сега кога ќе видите некои тие млади звезди кои што нормално излагуваат, како што рековте, од друштва со млади луѓе и користат не само англизми, туку користат разговорен јазик и го користи разговорниот јазик, онака како што го користи на улица и пред камерите, тогаш така ќе влијае. А замислете кога би имал убав јазичен израз, не мора да биде мојот јазичен израз, не мора да биде на ниво на некој академик. Меѓутоа кога ќе внесе некој убав македонски збор, кога ќе замени некој странски збор и така натаму, јас сум сигурен дека тоа би влијаело и на публиката. Сме ги споменале просто Ивана, да речеме кога ги спомена и Борче таа поп култура и таа ризница од хитови, да речеме од времето на почитуваниот Масевски, Бранџолица и така натаму, само да ја слушнете и погледнете таа нивна поезија во текстовите и да не говориме за нели мелодичните линии, меѓутоа изразувањето, говорот на телото, ништо бахато, ништо нели тенденциозно. Фокусот бил даден на македонскиот јазик во една симбиоза со музиката. Тоа денес велишти артистично се појавува автентичност кај голем дузина од нашите артисти. Меѓутоа, доволно е само стари снимки од Скопскиот фестивал да погледнеме, од почитуваниот, не знам, Драган Јалковски и само гледате една поезија. Нина Спилова или така натаму. Така е, не мора да одиме толку далеко, еве само 15 на 20 години наназад, ако се вратиме во поп музиката, ќе видиме прекрасни текстови каде што превладува чист, убав македонски јазик. Не секогаш стандарден, меѓутоа автентичен, типичен и убав, па некогаш и по некој архаизам ќе се појави. Еве песните на Тоша Проевски, на Каролина и внимавајте, зборам по старите, но и по новите од сега Каролина, нели бидејќи. Меѓутоа можеме да кажеме дека ако на времето тогаш беше исклучок да се појави некоја песна која што има текст кој што звучи малку неприфатливо за да речеме едно македонистичко уво, така сега знаете кога тој исклучок се јавува еднаш, два пати, три пати, односно ќе се повторува, тогаш исклучокот станува правило. И сега исклучок ни е една таква песна каде што има убав македонски јазик. А не треба многу. Јас сега тука не ги обвинувам само изведувачите, бидејќи не секогаш тие се кантавтори така туку и текстописците би можеле малку повеќе да размислат во тој правец, затоа што видете поп музиката и воопшто музиката е до некаде и вие убаво кажате поезија и во уметноста се прават отстапки, тоа е очекувано. Меѓутоа сепак тие отстапки треба да бидат во некои, ајде да кажеме, поеластични граници,
но да не се претерува. А денес за жал во многу ситуации јас лично забележувам дека има доста отстапки и еве мене лично ми пречи, малку ми пречи и не ми се допаѓа таа песна без разлика колку е мелодична, колку е убава, колку фино изгледа изведувачот и така натаму. Да, песните за кои што зборуваме затоа се безвременски, се евергрини, кога ќе ги слушаме апсолутно добро се чувствуваме, но еластичноста е неопходна во денешно време, особено ако сакаме да се свртиме и надвор, кон светот, надвор од нашите граници, а тоа веројатно македонските пејачи и оние кои што се на музичката страна го постакуваат, па мора да се најде некаков баланс, заради тоа што тоа време тогаш, кога така се создавало и денеска е сосема различно време и тоа е факт. Ги споменавте архаизмите или архаистичните зборови, како ќе дојде постоодветно. Повторно ќе се вратиме на младите, заради тоа што образованието тука има голема улога, наставниците и родителите, нема да го занемариме тој факт, учењето односно навиката за читање, исто така во денешно време што е предизвик заради технологијата, но и оно кое што се пласира од страна на образованието или тоа што е во редовниот план за детските лектири. Сега ние треба да ги научиме децата на македонскиот јазик, но има зборови архаични кои што и многумина од нас не ги знаат, а и нивната примена не е секојдневна, далеко од секојдневна примена или употреба. Каков е вашиот став по тоа прашање? Ме интересира во однос на тоа што се нуди денеска за младите. Дали треба и тука да се претрпи некоја промена? Да се ревидираат некои работи. Да нема лектири од пред 50 години кои што ќе ги читаат нели во првите оделенија од основното образование и на кој начин тоа треба да се регулира, па да биде постоодветно за времето во кое што. Некој сепак ќе каже тоа се врвни класици. Во контекст на литературата и во контекст на лектирите, ако зборуваме, како и во контекст на образованието, тоа е еден процес на еволуција и тоа е неминовно. Тоа мора да се случува, сакале ние или не. Но убаво каже и Марко, значи има некои работи кои што мислам, јас се согласувам со многумина, кои што треба да останат. Но факт е дека повремено една по една можеби некои работи треба да се менуваат за да се задржи и вниманието, односно интересот кај учениците, аве конкретно ако зборуваме за основното, па и средното образование. Таму се стигнува навиката за читање и интересот кон одредени држави. Така е, меѓутоа ако детето научи да чита на телефон, и па тоа. Па на телефон не може да чита ниту класици, не може да налетам на многу архаизми на телефонот. Ме разбирате тоа, ако почне да чита од екран, потоа е многу тешко да се префрли на книга која што на страна што е поголема и самото тоа создава на некој начин отпор. Така сега јас ова треба да го гледам, да го читам, а може да е сега вие можете да сретнете се и се што мислам еве еден ChatGPT кој што се користи сега, вие можете да го прашате да ви каже што се случува во таа книга, па ќе ви раскаже подобро од кој било друг. Рецензија ќе ти направи. Да, сакам да кажам треба да се работи. Еден од начините е тоа тематски да се работи, меѓутоа повеќе мислам дека во навиката која што треба да се стекне уште од мали нозе. И во контекст на англизмите, бидејќи предходно сакав да кажам, еве и во контекст на оваа конференција што имавме, една колешка од институтот, таа е ономастичар, се занимава со имињата и конкретно имаше на конференцијава, колешката е Мирјана Велјановска-Томаска, еве да ја поздравам, имаше многу интересна тема за именувањето на предучилишните установи. И вели, особено приватните, бидејќи кај оние што се во приватна собственост, собственикот има слобода да си одлучува, така да си го именува своето предпријатие, така да кажеме, своето во конкретниот случај образовна установа, затоа што тоа законот му го дозволува, а тие се се повеќе популарни, па кога вие едно дете кое што сега почнува да прозборува оден или во градинка, која што се вика Greenhouse или Miles of Smiles, и кога тоа дете ќе го прашате или на бушава азбука Kids, сакам да кажам, има и такви комбинации и тоа дете да ќе го прашат каде одиш во градинка, тоа најпрво можеби ќе го крши јазикот бидејќи нема. Тоа толку природно сепак не го слуша од мајка си тој јазичен израз. Еве каде почнува сето тоа, значи уште од таа возраст. Па даде од градинка почнуваат и зборови да ги употребуваат. Апсолутно, меѓутоа кога и името на градинката е веќе така, ме разбирате, можеби еве и таму треба да се размислува и во тој правец. Но јас ако ми дозволите да се вратам на англизмите,
не е толку проблемот на лексичко рамниште. Не е само што велите англизми како зборови што ги користат. Повеќе јас мислам дека и потајно и дури незабележливо во дадени аспекти е влијанието на структурата на јазикот. А и тоа се случува иако можеби ние не сме или вие или еве да речеме просечниот зборувач на македонскиот јазик не е свесен за тие промени. Јас особено често бидејќи во последно време јас иако споменав дека се занимавам со историјата на македонскиот јазик, некогаш сакам јас со нешто современо да се занимавам и во конкретен случај сега често работам на транслатолошки теми поврзани со преводи, често е англискиот јазик тука па најчесто тој е поидовниот јазик. Работам најчесто со една колешка од катедрата за преведување и толкување, веќе ја поздравам и неа, Катарина Ѓурчевска-Атанасовска, и со неа работиме на такви теми. И многу често таму, иако таму не смееме да го пренебрегнеме влијанието на англискиот, поидовниот јазик на целниот јазик, иако и тоа не би требало да се случува, но тие влијанија на структурата ги забележуваме и надвор од преведувањето. Ако сакате да ви набројам и примери, се почесто слушаме употреба на присвојните заменски придавки, мојот, твојот, неговиот и така натаму, на сметка на оние кратки заменски форми за дименката, што многу често во дадени ситуации се типични се всушност за македонскиот јазик. Татко ми, мајка му, сестра и така натаму. И сега, кога некој ќе каже мојот татко е пилот, јас сепак сметам дека многу почесто ќе чуете, тоа порано ќе слушнавте, татко ми е пилот, така? Да. Нејзината мајка има руса коса. Мајка. Така, ама еве сега ова, и јас сега си велам, добро, може би овде преведувањето во проблем, но не, еве, пред неодамна во така опуштена атмосфера со пријатели дома кои што имаат своји деца од по 10 на 12-13 години, едново или на другово, ајде оди прашаја твојата мајка што вели, што ќе каже, што кажува и така натаму. А не мајка ти, сакам да кажам, не е тоа неправилно, меѓутоа еве кога забележуваме некакво си влијание, значи не е тука преведувањето. Или пак одстапките во поглед на удвојувањето на индиректниот објект. Сега малку звучам лингвистички, меѓутоа ќе ви дадам и примери. Во реклами, значи ќе сретнете пред некое време видов некоја реклама за таблети против главоболка. Вели, кажи не на главоболката. Значи, тоа на прв поглед изгледа, добро тоа е, но во нашата граматика, во нашиот јазик треба да биде кажи и не на главоболката. Или некој бил многу посветен на работата. Тој и е посветен на работата. Ме разбирате, има такви многу примери. Сега јас не знам колку време имаме за да ги набројувам овие примери, но еве имате и што се случува во рамките на именската група, кога по природа во македонскиот јазик на почетокот доаѓа атрибутот, а потоа е центарот, и сега ќе ви го кажам тоа со пример. Значи ние ќе кажеме почесто ќе кажеме убава девојка отколку девојка убава, така? Мислам тоа е еден пример, јас сега ќе ви кажам со две именки. И најчесто ова кај преведувањето го гледаме, меѓутоа верувам дека може да се чуе и надвор кога има преведување, надвор од оваа професија, ајде така да кажам, или кај студентите што се на катедрава што ја споменав за преведување и толкување. И сега се среќава примерот типот Holiday Inn хотелот. Или Fulbright стипендијата. Разбирате за кои ситници кои што навидом изгледат, меѓутоа тоа не е во структурата на македонскиот јазик. А ако се вратиме, ако имаме време понатаму за социјалниве мрежи и конкретно на лексичко рамниште, имам уште многу да ви зборувам интересни теми, но и позитивни на тоа. Ќе се обидеме уште некоја минута само кратко, да баш тука стои дали постои мрзеливост да се најде соодветен македонски збор. Тоа го споминавме и во едно гостување во минатото. А и во анкетата го спомена. И во анкетата. Да, им текнува на англискиот па потоа на македонски. На некој начин голем дел од нас веќе нели имаат својата работна канцеларија во својот дом, практично, и веќе англискиот јазик е редовна употреба, и практично нели дистинкцијата потоа се направи од она, да речам, службена комуникација која што имате со ваши колеги од други географски делови, па потоа веднаш да се смените нели
на македонски јазик со вашето семејство, како што кажа господа банкетата, поради мојата работа го потребам многу повеќе англискиот. И тука некако ајде имам некакво оправдување, ама сепак има Робин Шарма, почитуваниот во една од книгите Манифест на собствениот херој, каже што вели дури и во секојдневниот јазик не мора да биде тоа најакадемско изразување. Меѓутоа потрудете се нивото, естетиката на јазикот да го така ставите на еден, нели да се задржи, како сега јас и Ивана сме во кафуле, подај ми ја чашата топла вода и капутот, нели секако ќе го искористиме Да, но и тоа е навика. Меѓутоа естетиката треба во секојдневниот јазик да научиме. До некаде да, се согласувам дека до некаде треба, меѓутоа не треба да се критикува, пак ќе речам, идиолектот, значи она што е типично за еден човек како си се изразува, а потоа и на групата. Жаргонизмите ќе постојат и мора да постојат, сленгот ќе постои и мора да постои. Меѓутоа, пак ќе речам, местото се знае каде му е на тој јазичен израз, се знае каде му е местото на стандардниот јазик во контекст на мрзеливоста и во контекст на она што претходно го начинав. Социјалните мрежи, вие среќавате многу типични англиски зборови. Follow, scroll, like и така натаму. Ама еве да ја видиме жилавоста на македонскиот јазичен зборообразувачки систем. Среќаваме like не, лајкува. Среќаваме скрола, сега скрол не знам дали се среќава, или тагне, тагнува и слично. Сакам да кажам, тие до некаде се приспособуваат на македонски систем, сакале или не. А имате и еден чекор понапред, натаму, што мене ми е многу симпатичен. Вие ќе среднете лајк, ама се слуша и срцне, срцува. Не знам дали сте го слушнале. Јас сум го слушнал. Да, тие срцнав сликата. Ти ставив срце на фотографијата и така натаму, па тоа е лајк или слично, или она follow. Вели следи и се појавува свршен глагол со заследи, што е типично за македонскиот. Тоа го има и во другите словенски јазици, но во македонскиот е напредната таа префиксација кај глаголите. И сега од еден англизам доаѓаме до следи, до македонски збор, и доаѓаме до еден типично македонски збор заследи, кој што за да го преведеме на англиски треба да искористиме повеќе од еден збор. Begin to, start to, follow. И сакам да кажам, не смееме да кажеме дека нема таква снаудливост, но факт е дека за многу работи малку доцниме, што до некаде е неоправдано, но до некаде и мора да кажеме дека ниту еден јазик во светот не може толку брзо да одговори на предокот во сите тие дигитални и технолошки достигнувања. Меѓутоа јас велам дека сепак младата популација малку повеќе да се потруди да го пронеде соодветниот израз, да речеме, појди во инбокс. Сега може ќе речат некој, сега треба да кажам појди во поштенското сандаче да проверам порака, а зашто да не се потрудиме и тоа да го, нели? Во даден контекст доволно и само сандачето да кажете во самата ситуација се знае на што се мисли. Вие кога одите во кафе или ќе речете едно точено, сигурно нема да ви донесе кафе, така? Сакам да ви кажам, во секаде има ситуација која што е соодветна за даден јазичен израз и за даден пример, еве конкретно реченица Но како што рековме, тоа е глобален тренд и нормално дека младите ќе сакаат да го пратат глобалниот тренд и треба да се биде нели повторен ги ин во друштвото или со друштвото, за да може нели така во тие години веројатно тоа и од друга страна возрастните професорите, повторно ќе речем родителите се оние кои што се одговорни во смисла на тоа да се даде една вистинска насока, а дека тоа ќе постои, дека времето тоа го диктира и тоа ќе се согласиме. Убаво кажавте, со друштвото да, меѓутоа со учителката, учителите, наставите, професорите, пред медиумите не. Уште само нешто, Борче, на самиот крај, имаме и некој еклатантен пример кај една млада дама која што ќе ја представа потем и Евровизија, детската Евровизија, Нела Манчевска, така што еве и со неја ќе говориме за искуството нели во македонскиот јазик, како убаво е да се стави во музика и во песна. За мрзеливоста се уште велам тоа, како може денеска новите креатори на контенти, што би рекло, нели, во младиот свет, јутуберите се, да речам, во невидена експанзија, се дисперзираат на секаде во различни полиња и делуваат влијателно, инфлуенсно, како што би кажале тие, нели, во различни дејности сектори. Како тука тие може да бидат директни креатори на мајчиниот јазик, негуватели и на некој начин како, еве, да нема пасивност, туку малку повеќе од нив
да дојде таа една убава животна потенција да го негуваат и кога креираат да направат едно сценарио, па појди на подкаст. Негувај го, нели? Направи концепт. Така е. Точно Точно тоа е и она што го споменав шеговито со попеачиве, меѓутоа тоа се повторно идоли нечии, тоа ги следат така сега не знам дали се милиони, меѓутоа илјадници гледачи, меѓутоа таму треба, ние честопати велиме, можеби треба некоја кампања да се направи или во поглед тоа на употребата на убавиот македонски јазик, каде што нормално во прв план би биле вие, така, како медиуми, меѓутоа не само традиционалниве медиуми, туку еве ги споменавте и YouTube, и сите овие социјални мрежи, TikTok и така натаму, каде што, еве, ќе се, може слободно да кажам, ќе се обучат да го користат убавиот македонски јазик, бидејќи најголем дел од нив се патриоти, така? И тие си ја сакаат и земјата, меѓутоа нека покажат така дека си го сакаат и јазикот, односно дека земјата си ја сакаат преку јазикот. Тоа не е многу тешко. А еве јас волонтирам, така реков, мислам не само јас, верувам, за совет или за така може многу лесно да се влијае. И на тој начин да одговорам со една реченица, само на тој начин може да влијаат. И тоа не е насила. Вие кога сте нечи идол и кога убаво зборувате, и тој ќе зборува. Како не? Се пресликува, огледална рефлексија тоа. Така е. Јас сметам дека еве на оваа наша денешна тема која што е широка, опсежна и која што секогаш има некакво продолжение, со оглед на оно што го имаме во реалноста и за кое што ти дел од нашите граѓани кои Марија ги сретна, прилично има сличен одговор, се согласивме, изборувавме зошто е тоа така и што е оно кое што треба да се смени. Професор Бурчев, благодариме за вашето време и за тоа што ете како пријател на Утринска на Телма, имате нели секогаш како потврден одговор на нашата покана и сте тука да може да зборуваме за овие важни теми и ова е начин на волонтирање, каде што се пренесува пораката како и на кој начин треба да го чуваме и негуваме македонскиот јазик. Секој пат сме биле во една неверојатна катарза со институтот, така ќе остане и се надам на уште вакви убави поглавја во Утринското шоу. И јас исто така се надевам. Благодарам уште еднаш за поканата и се гледаме наскоро.